Во еден друг град, односно со една убава приказна, ќе ви откриеме се за тајната на подготовка на кацаната сол, која што е безмалку традиција за секоја кратовско семејство. Токму од таму господинот Стеван Доневски е во студиото на Ја сака Македонија како еден репрезент од куќата Шанчева, каде што всушност ја правите и кацаната сол. Ќе ни откриете и тајната. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, користам прилика да ги поздравам слушателите на ТВ Сите, воено и сите кои имат интерес да покажат нешто што токму нашиот Осоговски регион е еден од по-ексклузивните за посета, бидејќи тука се поголем дел на црквите и манастирите, како што е Свети Јоаким во Кривополанка, Свети Георги во Кратовски, Гаврил во Лесновски, сега во поново време Гаврил Светогорец, но сакам да кажам дека нашиот крај, Осоговските планини, има изобилство на ароматични билки, во кое се ноктецот, мајчината душица, ноктецот, повечерката. Секупат на овие простори има што е како еден дел подготовка на зачин кацана сол, но постарата генерација се многу добро сеќава на шлеговската пастрама, во која се чува стоката овците од март 22 до Петковден, бидејќи треба да биде ложено овчо месо кое се носи на пазарите за Турција, за Сараево, Охрид, Скопје. Тој се били како еден вид на деликатес, но со силните мириси треба да се направи една комбинација за да се ублажат од нането и кацаната сол. Нема семејство кое нема нанет дома, нема семејство кое нема царевка или пипер. Ние сакаме да кажеме нешто дека нашиот криворечки крај, селото Ваков, селото Трновац имат изобилство на криворечка везанка, пиперка или има стари сорти што е циганска пипер, прочуена, која е многу високо квалитетна, стоја со до 10 сантими црвена боја, претежно е се септември месец, и сакам да кажам кој у Македонија не се суши пиперка, тоа е една од ако нема да си подготовка за зимскиот период, нане, везанка или подготовки кои се прават, или претежно типови како што е сега Македонија популарна со пастрамајките штипска, кратовска, но кратовската пастрамајка си има свое со пушено свинско месо, која ако не дојдеш у Кратово, значи се подразбира старата генерација, многу знае. Месец кој има Р, септембар, заклучно со февруар, е пастрамајката и чашата вино. Ова е всушност како ја подготвувате кацаната сол? Од кога датира подготовката на кацаната сол? Како се подготвува? Што се е потребно од мируди за да се прибават, набават, за да се направи кацана сол? Ароматичните билки кои треба да има со берењето, тоа ќе бидат мај, јуни, јули, август или септември, царевката која завршува со месец октомври, и претежно во селото Шлегово и во Кратово. Нема семејства што не се имале дрвен суд дибек. Има и железни, има и дрвени, има и камени. Значи семејства, тоа тие дибеци се биле за пченица, ручници, мелници, подготовка која треба да биде од еден вид на црешнов, да може да биде и бадемов. Се тоа што ќе се направи. Најдобрите солови кои се од ароматичните билки се прават за Митровдан и се прават за Великден во април. Бидејќи во ноември температурата падне, има сушење на билките кои се на пробив на ветер. Значи ароматична билка не треба да биде изложена на сланце, треба да биде осушена на пробив на ветер, за да се она сроне. Морската сол која присуства на јод го чува самиот сол. И сушената везанка која мора да биде на температура на огин фатена, секако мора да има и царевката, или како што викамо ние му Македонија има моруска, дали ќе биде белојка, но по-е вкусна од старите сорти кои се зачувани дават многу пријатен мирис на ароматични. Ние сакаме да кажеме дека кој е од старата генерација свинска масо, кацана сол, маслиново масло со лепчињата пета. Токму овие се тие лепчиња. И сакам да кажам дека мајстор Цане, со Утринска звезда и Андријана, кој е пробал
лепче, пета и кој е пробал пастрамајка, еве канам сите да пробат од мајстор Цане. Значи има мајстори како што е бил на постарата генерација се знае за Цветан и Нада, еве у поново време е мајстор Цане и Андријана. Традицијата си иде во Македонија, секој гост ќе дојде, секој пробал лукум, пробал чаша вино. Ние смо си како балканство имамо насмејани лица за гостите. И уште нешто сакам да кажам, полските гости кои се од Рейнбов, кои доаѓаат, така е во агендата ставено. Секој што ќе влезе во хотел Кратис има како добродошли за чаша ракија. Со дегустациите имат кратовска вечер, македонска полска вечер во ресторанот Гурман. Импресиите си ги они кажуваат, значи има тамбурашки оркестар, има деца со фолклор. Во посета, јас имам соработка со туроператорите, вака разговори правиме. Секој што е дошол, прво е дошол да види нешто старо, дошол е нешто да проба што нивната земја го нема. Дошол е да чуе фолклор. Значи треба да кустиш, треба да пинеш, па и треба песна да кажеш. Сега јас имам едно прашање. Дојдовме до моментот, споменавте дел од работите е забележано цели 14 часа треба да се подготвува. Колку е тоа за напорно човекот ќе работи и ќе се смени меѓутоа навистина ли треба 14? Подготовките се многу. Например, треба солта да го направиш, да се има процес да се она искаца у дибеко, има сеење. И царевката ти ако ставиш 10 кила, не е тој машина, ти треба све да си имаш процес, се помалку, па додека се помалку да се одсее. Имаш мајчината душица исто, нането е исто, по вечерката, ноктецо, значи ти имаш да ставиш 10 ароматични билки. Царевката 11, морската со 12, пеперо 13. Сети тој за секоја билка ти одземе време. Треба ситата, треба преку 3 сита да ги просееш за да донесе. И правата кцна сол треба да биде најситна за да може да се. Ама да кажеме дека постарата генерација, секој пат кажувам за постарите кои се сеќават, десетка кебабите како беа за 10 јуни децата кад минуваат. Ако немаш зачините беа секој пат присутни у кафаните ресторанти, дали си за буковка, дали си за кцна сол, на маса мора да има. Има луѓе кои што доаѓаат токму и во Кратово се уште да се снабдат со кцна сол. Навистина имав можност јас пред 2-3 може години да го посетам Кратово, прв пат да ја пробам кцаната сол и се насладив тогаш. Лепче, пета и кцна сол, за душа не почастивте и со сланина. Беше, мислам дека одличен доручек појадок како пример за добре дојде во Кратово, навистина. Балкано си е Балкан. Македонија си е Македонија. У Македонија си има сладко од смоква добредошлица, сладко од црешни, сладко од сливи, вино, чаша ракија. 10 кои ќе посетиш, 10 ракија, 10 сладко. Значи, вака сакам да кажам. Ние си имамо. И јас уште нешто сакам да кажам. Ние треба да имамо источниот дел, Кратово, Паланка, Раковци, треба да имамо движење. Ние имамо веќе раздвижување во Леславскиот манастир, имаме раздвижување во Паланка. Ние треба да бидеме спремни за овие 12 години. Бројот на туристи се зголемува. Секој направена репортажа, секој импресии кои доаѓа за геологија, археологија, гастрономија, македонската кујна е број 1. Да, така. Значи, ние треба да се подготвиме дека 10 милиона туристи ќе си дојдат за 12 години. Денешно е ново време. Цркви, манастири, веб страници, интернети. Штом ти направиш репортажа за француски вестник? Штом направиш за украински репортаж? Пример, домашно, ти во Украина дека сакаш иди, која семејство дома ќе ти направи подготовка на зелник, на баница, за да вие како мои гости бидете дел од... И уште нешто што сакам да кажам. Кратовската сарма од лозов. Кратовските мантии, тој треба да има сериозен тим насока, да тој биде се одржлив. Ние у Кратово, вака да се кажеме, реално. Пастрамајката 6, но сега, у последните години, она е активна 365 дана. Било која кафана, било кој ресторан да отидеш. Но топлите месеци, јуни, јули, август, но правата пастрамајка со чаша вино да го пусиш е ноември, декември, јануар, заклучно со 14 Свети Трипун, дено на виното, на пастрамајката, и тога денот почиња да се зголемува и веќе завршува самата тежина на тестото. Секоја си има своја
И, како да кажеме, турлитавите са сегде во Македонија. Раванија, армаци кратовски, баклави, ама тој се треба да се испрезентира, да има тимски, добра организација за да ги причекаме сите гости. Сега, етно куќа Шанчева. Кога дојдовте до идеја прво да ја купите куќата, па да ја опремите, да ја направите како репрезент за едно старо минато време, а со самото тоа нормално и да им посакате да обредувате на сите оние туристи кои што сакаат да видат ништо од минатото. 2009 година јас ги имам куќата купено. Имал сам повеќе години визии за една куќа да купам во Кратово и мојата идеја е била да се тој се чува у Кратово. Од 2009 година почнал сам до 2012 година расчистување, средување, фасади, внатрешни, чистење на врати, доградба на нови купатила, имал сам од заводот за вработување за нови кревети, фрижидери, за како дел од што треба да биде за опремување. Сместувачки капацитет со 9 легла, имам брачна соба со 3, имам сама соба, имам преку зимото се греет на дрва, но секој пат јас сакам тамниците оригинал на куќата да бидат автентични, кога ќе влезеш да почувствуваш дека си во Македонија. Кратово, сакам да кажам, јас имам лист, кој се 1921. Ние знаеме дека во Кратово се биле 474 муслимански семејства турци. Знаеме дека се биле 37 еврејски семејства. Знаеме дека се биле 48 католички семејства дубровчани како денешни инвеститори. И 2000 христијански семејства кои се биле ишчи, дрвари, шивачи, кразнари, капари за нечистото. Јас сакам да кажам дека мојот татко беше самрџија. Едниот дедо беше мајстор неимар. Татко ми беше во центарот до 92 година самрџија, кој магаре. Не е тој ништо страшно, тоа е занајат што треба да се каже дека во Македонија поткивач на батин, самрџија, кожушар, кразнар, капар, шивач, да ти суши од дело, тоа е, значи, тој живее. И така во етно куќата, секој наш посетител кој ќе дојде има можност да преспие, секако подготовка за сол може да си направи, сака љута, сака блага, сите комплет по неговата е желба. Јас само да кажам дека поголем ден од италијанците се љубители на љута везанка и ние имаме и сушење на воетно куќата од нашите што донасат од Живкот, целата од Крива река и секој пат на посетители гости кога му даеш како еден подарок на една везанка, тоа е нешто што тамка никој нема. Ние имаме изобилство. И така етно куќата е дала и организира посети до цркви, манастири, Коњу, големо градиште, Горно Кратово, Шлегово, туку е една патека што е за релакс. Насоките наши треба да бидат гастрономија, планинарење, цркви и манастири. Ние немаме некоја индустрија за да тој биде, но какви се условите наши, такви се треба и од тај насока да се движи. Ќе ме прекинам, преку овие работи што ги споменавте, треба да го развиваме и туризмот, нечи во тој дел. Насоки? Да. Дали дел од гостите што доаѓаат посакале да направат и они? Ја имам токму таму е канцеларијата, во таа етно куќе. Некој беше репортажата за француските ваши колеги што беа на лице место. Синоќ ми беше гост од Франција кој е исто хемичар, која значи идат балкански патувања, да го почувствува секако па да прави да се подготовка да направи, но јас имам и вакви ние на пример имаме и посета на пчеларник во Шлегово кај Панче, кој е земјоделски инженер. Има така Ацо, Прополка, Ракија, Мецо, Сакина, Томчина, Иван. Тука имamo и екофарма на Соњи, Тони Николови у Шлегово. Кој не е дошол, тој не е пробал јајце. За сите брата отворена добредошлица. И како Шлегово, како едно од ќе направиме со стек за понатам за една репортажа, 19 семејства кои се биле вешти рудари од Шлезија, не се сакале да се вратат у својата матична земја, останали у Шлегово и сите кога доаѓаат знаат дека селото Шлегово водат потомци на шлезите, кои имат и свој собствен говор, шумфора, тврткера, деца, многу работу, малку пари.
Ипак сепа сакат нешто да чуе, да виде, тука си античките рудници, тука е дел од Кратово, но јас сакам нешто да кажа. Кратово имало свој бренд за време на Југославија, тоа е бил кратовската бухара, персиските килими, вунини. Ние треба некој музеј или некоја институција дека тој направи тај персиски килим, тие бордури, се уште има у Кратово мајсторици кои го тој знаат, за да се видат персискиот килим, кратовската бухара. Што да ви кажам, освен да им посакам на гостите да го посетат Кратово, покрај етно куќата Шанчева, покрај запознавањето со кцана сол, како се подготвува и можноста тие да ја подготвуваат кцаната сол, нив ќе ги пречекаат двете бели мачки Ромул и Рем. Токму таму, а исто ќе имаат можност да посетат и тунел под една како да наречам, кула. Сега е ресторан. Сега е ресторан, разрушена, меѓутоа има можност која што нуди безпрекорно уживање. Господине Стеван, јас ќе ви се заблагодарам, а исто така ќе ви се заблагодарам на вас, драги гледачи, што целото внимание го посветихте во ова денешно издание на САКА Македонија.